Нова опасност од пожари го демне Кочанско. Земјоделците никако да се откажат од старите навики. И по оваа жетва, најлесен начин за да се ослободат од оризовата слама е да го фрлат кибритот во нивите. Свесни се дека прават огромни штети врз животинскиот свет и воздухот, но велат друго чаре немаат. Што друго јаче ќе му прави ако не го забаве? Како ќе го работи? Не може да изорат. Тоа е трава, не може да се нивите ги оставија неуработени. Палењето е најевтин начин за земјоделците се ослободат од остатоците од оризовата слама. Запознати си со новите методи, но палењето го правдаат со финансиската состојба во која се наоѓаат. Нема средства. Која оризо нема цена. Те остава у амбарите. Дека можеш да не може да купиш еден плус. Треба да се најдат комбањи, да се сламата смеле и да се заоре. Ем ѓубре, ем корисно за земјоделецот. На исти став си и агрономите, дека скапата механизација е недостапна за македонскиот земјоделец, посебно кога откупните цени паѓаат, а трошоците се зголемуваат. Еден од недостатоците за имплементација на таква технологија е и што таа е скапа и не е достапна за земјоделците. И затоа и не ја прифаќат, не сакаат. Нема друг избор освен да ја палат, бидејќи ако не ја запалат, таа слама истата ќе им смета во основната и дополнителната обработка на почвата, која ги подготвуваат површините за сејдба. Палењето на страништата и сламата особено се случува во доцните поплатневни и вечерни часови, што во најголем дел ја отежнува борбата на пожарникарите со пламените јазици. Се претпоставува дека минатата есен во Кочанско беа опожарени над 500 хектари.